100 семејства од виничката населба Ромско Мало веќе 10 дена се без струја и елементарни услови за живот поради неколкудневен дефект на системот. Во меѓувреме тие немаат осветлување, топла вода, некои се без грејење, а учениците без онлайн настава. 10 дена децата не може онлайн да направат, у школото не може да учат, немаме како да ги избањаме децата, хигиена нема никако. Ще имаме јадење у фриждерите, се е фрлено, те немам дома ништо на деца. Јас сам со 4 деца дома и јас сам невработен, жената е невработен. Од дека да дадеме да плаќаме струја. Кој неќе да плаќа? Цел ден нема струја. И што ќе правиме ние без струја? 10 дена више нема струја никако. За јадење? За јадење тепаламе го огино, 5 минути 10 толку. На вечер? На вечер, ако има ќе правиме, ако нема, ништо. Овој проблем граѓаните денеска ги извади на улиците од населбата барајќи итно повторно вклучување во електросистемот. Главниот револта народо решивме да направиме протест. Мислам се организираме се уште и ќе направиме во наредните дена ако уште не се преземаат некои работи за отклонување на проблемот со електричната енергија. Па дека лошо, дека арно, сега така дојде така ќе теглем. 14 души сте у фамилија. Да. Па како дал Господ така прекарам. Што се греете? На што дрва? На дрва се. Има ли? Па купуваме на версија, социјалка зимаме, плаќаме. Со оглед на тежината на дефектот и последиците од немањето на струја, во решавање на ситуацијата се вклучија од невладината КХАМ и градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Па договорот од страна на ромските представници, на советникот на премиерот Аксел и пратеничката Лјатифе, да општина Виница заедно со мене биде медијатор меѓу двете страни, тоест меѓу исклучените ромски семејства во Виница и раководството на Евана, која што е дирекцијата која што е во Кочани. Нашиот предлог е да луѓето кои што имаат заостанат долг по неколку години, како резултат на нивната социјална положба, да побараме можност да тој долг биде разложен на неколку години, како што е примерот во Шуто Ризари во Скопје. Од друга страна, од Евана, велат дека во меѓувреме прават се дефектот да биде отстранет, зашто испратија и писмено соопштение. Поради преоптеретување на дистрибутивната мрежа, како резултат на нелегалното приклучување на поголем број корисници, жители на две улици во Виница, неколку денови се соочуваат со прекини во снабдувањето со електрична енергија. Екипите на електродистрибуција секој ден се на терен во тој регион, поради тоа што после секоја санација на одреден дефект настанува нов. Освен тоа, екипите во неколку наврати не можеле да работат бидејќи неколку жители ги испречувале и покажале отпор. Дивите приклучоци предизвикуваат сериозни дефекти кои тешко и долго време се санираат. Стои во соопштението од Евана. Колку време и треба на одговорните да го решат проблемот со струја во ова мало е неизвестно, но поединци сметаат дека Евана постапува тактички, забувувајќи ја поправката на дефектот. Факт е дека тука струја не сите плаќаат редовно, што за компанијата не е мал проблем. Но има и такви кои сметките си ги плаќаат редовно, но без оглед на тоа струја немаат и тие.